Почнаа консултациите за најавените реформи во високото образование. Првата средба за новиот закон за високо образование министерката Рената Десковска ја направи со студентскиот пленум, пошто ќе следат и консултации со универзитетите. Во делот на високото образование очекувам заедно со студентските организации, студентските пленуми, професорските пленуми, стручната јавност, универзитетите да изработиме нов закон за високо образование кој што пред се ќе врати автономијата на универзитетот. Автономијата на универзитетот за нас како држава, но исто така и за мене како универзитетски професор е најбитното нешто со цел да биде универзитетот место на слободно искажување на мислата, бидејќи само на тој начин може да се помогне во развојот на државата, во развојот на општеството и да се донесе иднина и прогрес во оваа држава. Според академската фела, во моментов е битно да се воспостави диалог меѓу власта и универзитетите со цел да има добри реформи и издржан закон за високо образование. Забележуваат дека новиот закон треба да го работат стручни луѓе, а не нестручни аматери. Според нив, втора работа е да се утврди начинот на финансирањето на универзитетите. Ние се соочуваме со демографска промена, се помал број на студенти поради демографската промена, така што универзитетите во Република Македонија не се во трка само помеѓу себе, туку се и во трка со престижните странски универзитети. Така што нашата држава, доколку сака квалитетно образование, мора да размисли како ќе го финансира високото образование. Во работните групи за донесување на законот за високо образование ќе бидат вклучени и студентите кои ќе се изборат за транспарентен избор на раководствата на студентските организации, но и како да се подобри студентскиот стандард при нивното студирање.